Нашата колешка Наташа Алексовска е гостинка во Македонија наутро. Утринава со неа анализите што велат метеоролозите, какво време не очекува до крајот на овој месец, но и какво лето ќе имаме. Добро утро. Добро утро, Јована. Добро утро до гледачите на утринската програма. Се чини дека за зимата никој не прашуваше каква зима ќе имаме, оти долго време и не сме виделе снег, не сме виделе студ. Реално, онака како што се заслужува зимата и да го имаме и студот и снегот, еве го живееме сега и до кога ќе се задржите? Па добро, да, според прогнозата имаше првични најави дека оваа зима ќе биде умерена, меѓутоа малку постудена во однос на минатата зима, од минатата 2024 година, но сепак далеку од оној повеќе годишен просек на многу интензивни снежни врнежи, на минусни температури кои што подолг период би се задржале на нашето подрачје. Така што зимава ни почна со постудено време, да, меѓутоа само 1/3, односно 1 месец помина од зимата, уште 2 месеца има до крајот на календарската зима. Снегот беше добре дојден, како што знаеме, зборувавме и претходно, беше благодет и за децата и за возрастните, го прочисти воздухот, се порадувавме сите ние. И се уште има снежна покривка на планините, на некои повисоки па и на некои пониски места, поради минусните температури не почнала онаа фаза на топење на снежната покривка, преку 40 сантиметри на Попова шапка и Маврови, Јанови, 25 во Крушево и така натаму. Она што сега се случува е една малку поинаква метеоролошка состојба. Всушност се вративме на оној период пред снежните врнежи, пред снежниот бран да го зафати нашето подрачје, со стабилно суво време, студени утра, постудени во однос на претходниот период, да, ниски температури, особено во утринските, па и во попладневните часови во оние делови кои што се зафатени со магла. Некако кога ќе се стабилизира атмосферата, кога нема врнежи, има отсуство на ветер, слаба циркулација во воздухот и по котлините имаме појава на магла. И токму, еве, претходно имавме можност да го видиме прилогот за аерозагадувањето. Маглата исто еден од оние природни фактори кои што влијаат на зголемување на аерозагадувањето, затоа што сите оние загадувачи на воздухот се задржуваат во приземните слоеви на атмосферата. Знаеме кои се останатите нели човечки фактори и така натаму, урбанизација, намалување на зелени површини, сообраќајот во зимските месеци, неконтролирано осигурување на отпадот и така натаму. И сега, она што е најново според прогнозата, дека веќе утре ќе бидеме под, ајде да кажам, периферно влијание на еден влажен воздушен бран, кој што ќе ни донесе врнежи, но претежно од дожд. И овој бран ни доаѓа од Медитеранот, а снег се очекува само на планините, така што тие ново најавени снежни врнежи ќе ја зголемат снежната покривка, меѓутоа нема да формираат нова на пониските места, бидејќи ќе се задржат на повисоките места и на планините, а на пониските ќе бидат претежно од дожд. Што значи дека ќе се стопи снегот кој што го има и на пониските места? Да, веројатно. Да. Секако ќе се стопи затоа што се најавува извесен пораст на дневната температура во наредниот период. Особено кога се уште ќе имаме присуство на магла, дневната температура ќе се зголемува на повисоките места и на планините, бидејќи таму ќе има повеќе сонце, а сонцето не допира од маглата до котлините, па ќе се задржи постудено. Меѓутоа, кога маглата ќе се повлече, како што еве ни доаѓаат влажни бранови и ветер, во тој случај и на пониските места, односно по котлините, очекуваме известно затоплување. Што значи? Влажен бран во текот на утрешниот ден, па потоа преодна стабилизација на атмосферата и нов бран претежно со дожд е најавен исто за петок, меѓутоа далеку е да зборуваме за интензитетот и колку и каде ќе има врнежи и, како што споменав, постепен пораст на температурата. Ете, имавме многу студени утра, поради тоа и жолт метео аларм изминатиот период, но сега ќе има
ајде да кажам, за некој ден подобрување на времето. Најбитно е маглата да се повлече, а денеска ја имаме. Да, денеска имаме, да, но Скопје некако научено е да функционира во магла, нели? Позната е она скопска магла. Сега кога полека испраќаме зимата, некако како почнува второто полугодие и забораваме дека веќе и календарски зимата имаме уште некои 2 месеци. Ја испративме готово со мислите и почнуваме веќе да размислуваме за пролет, за лето, можеби едни од најубавите годишни времиња кои што ги имаме, од причини што навистина е преубаво кога имаме можност со многу малку облека да си шетаме надвор, а не да бидеме изнаоблечени како сега. Какво лето не очекува? Ќе ги имаме ли оние африкански бранови кои што изминатите години сме научени некако да ги имаме? И секое лето главното прашање ќе биде ли ова потопло од претходната? Да, секако дека ќе ги имаме тие африкански бранови. Европските научници, односно метеоролози, потврдија дека најверојатно минатата 2024 година ќе биде регистрирана како најтопла досега. 2023 беше најтопла, потоа 2024. Да подсетам, имавме една неколку месечна топлотна низа. Секој нареден месец беше потопол од истиот претходната година, од 23-та. Сега имаме постудена зима, меѓутоа почеток на годината, и тоа секако нема да влијае на целокупното годишно синоптичко сценарио. Така што во пролетните месеци ќе имаме променливи временски услови и повремено и некои поладни бранови, но и потопло време и врнежи, сето она што е вообичаено за пролетта како годишно време, како период од годината, а за во летно време, да, секако дека не очекуваат екстремно топли денови со многу високи температури, тоа веќе е потврдено, кои што ќе надминуваат 40, односно максималната вредност ќе достигнува 41-42 степена, а знаеме што значи тоа. Кога имаме... се чувствува како некој степен плюс 2. Ете така, да. Тоа секако според мерењата. И за жал тоа доведува до климатска нестабилност, односно зголемување на климатски ризици и ризик, односно опасност од појава на невремиња, поплави, бури, силни ветрови, како што всушност се случуваше изминатата година. Веќе ни е познат исходот што се имаше во Европа особено, па и во светот. Колку се променија работите со климатските промени? Со глобалното затоплување? Колку се променија работите? Колку време, Наташа, ги следиш нештата? Да, секако дека има промена, бидејќи климатските промени од година во година се интензивираат. И еве она што е како податок што можам да го изнесам, 2015 година со Парискиот договор се донесе одлука дека температурата, односно зголемувањето на температурата, не треба да биде повеќе од 1,5 степени во однос на прединдустријскиот период. Значи да се изнајдат алтернативи, иновативни решенија за да се намали глобалното затоплување. Но тоа се случи во 24 година. Значи во 24 година таа температурна граница од 1,5 степени веќе се надмина. Поминат е тој лимит и ете тоа е резултат на глобалното затоплување, на изразените климатски промени кои што ќе продолжат и ќе се интензивираат секако, како што се прогнозите и најавите на научниците во наредните 30 години, меѓутоа тоа ќе се случува секако постепено од година во година. Она што било пред некоја година екстремно топло, ќе стане веројатно нормално и вообичаено. Оние температури кои што сме ги нарекувале невообичаени и за кои најчесто биле вклучени црвени метеоаларми, ќе станат и вообичаени со тек на Имаме време, уште малку. Може ли да објасниме што значат тие црвен аларм, жолт предупредувачки, портокалов аларм? Така, да. Кој има значењето?
Па да, метеоалармот всушност е воведен во Европа како еден вид на предупредување за она што ќе се случува како промена со временските прилики или неприлики кои што не очекуваат. Така што во зависност од нивото на предупредувањето или опасноста која што предстои, постојат неколку видови на метеоаларми кои што често ги спомнуваме, меѓутоа убаво е според значењето, односно според нивото на опасноста е одредена и бојата и да се објасни накусо. Значи кога имаме зелен метеоаларм, значи дека ситуацијата е стабилна и нормална, не постои никаква опасност. Жолт метеоаларм означува известна доза на предпазливост, дека имаме да речеме малку постудено време, еве како што беа ниските утрински температури, но тоа не е некоја опасност. Портокалов метеоаларм веќе се случуваат екстремно високи температури во одреден дел од земјава, како што во летниот период во југоисточните региони имавме температура над 40 степени, беше вклучен портокалов метеоаларм и црвен метеоаларм ако се најавени опасни временски неприлики, поплави, невремиња, и кои што би можеле да представуваат опасност за животот на луѓето и на животните или опасност од појава на пожари и така натаму. Зборувам и за високи и за ниски температури или за силен ветер, можеби за обилни врнежи. Ете тоа се значењата на боите на метеоалармите. Објаснивме и појаснивме, бидејќи често го слушаме како поим што го издаваат метеоролозите. Наташа, благодарам за одвоеното време пред се да дојдеш и наутро кај нас во Македонија наутро. Ја следиме состојбата и се разбира од тебе ги имам информациите до следното гледање. Ми беше задоволство, Евена, ти благодарам уште еднаш.